Ви благодарам на сите за присуството. Вечерва сме во Струмица, после средбите во повеќе општински организации во Ново село, Василево и Босилово. Имаме трибина посветена на здравството, на која што ќе дебатираме со експерти од Струмица и од регионот во однос на поставеноста на здравствениот систем, тоа што сметаме дека е голем проблем во изминатиот период, посебно, а тоа се закажувањата, термините за различни снимања, хируршки интервенции на пациентите. За жал, мора да кажам дека во здравствениот систем има огромни проблеми. За жал, може да кажам дека има и огромни пропусти. Се соочуваме со една ситуација во која што млади лекари специјализанти се оставени сами на себе, без никаква поддршка, без никаква супервизија. И кога тие се впуштаат сами без контрола во работата, а здравствениот систем и Министерството не прават ништо да го воспостават тој систем на контрола, се случуваат големи грешки. Жалам што после оние политики во 7 години на владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кога направивме се да ги зголемиме платите, примањата кај лекарите, медицинските сестри, оние кои што денонокно работат за доброто на пациентите, успеавме да ги дуплираме, некаде да ги зголемиме и 2,5 пати. Сега, овие години и пол, власт на ВМРО-ДПМН, здравствените работници немаат никакви зголемувања, што е еден доказ дека ова власт не се грижи за доброто на работниците, ниту пак за државата. Жалам што во Министерството за здравство, во главниот советнички тим на министерот, има лекари од приватните болници. Се постава прашањето за кого крои политики министерот за здравство? За доброто на јавното здравство, на болниците, клиниките, здравствените установи, или за доброто на приватните болници под влијание на неговите најблиски советници. Но тоа не изненадува. Ова власт секој ден покажува и докажува дека работи само за големите бизниси, големите компании, големите приватни болници, ништо за обичните луѓе и за народот. Освен тоа, ќе поразговараме вечерво во Струмица и за тоа што ни престои во кампањата сега за локалните избори. Имаме одличен кандидат, Маријан Даскаловски, докажан човек со своите активности во изминатиот период, било кои функции да ги извршува, секогаш достапен, секогаш отворен, секогаш спремен да помогне на луѓето, човек со своја визија за дополнителен и натамошен развој на Струмица, човек кој што има огромна енергија и желба да го продолжи развојот на Струмица и Струмица да остане бастионот на демократијата во држава. Благодарам.